Ја гледам кад се едно што сам викам да стана много работа. Како? Вземи си ножици и вземи си хартия. Чекайте. Ай, горе, ай, да ви видам, горе. Леон си. Браво. Леон, другарчето. Доле имаме во исто во амфитеатар содржини. Таму и тие работи, ја мислам дека се после. Мислам дека е после цика ја на внимание да ве замолам. Дојди се. Ќе бидам овде некаде за да можам сите да ве гледам, затоа што навистина преубаво изгледате. Младинскиот парк ретко кога изгледа вакаво шарено и убаво. Во текот на денот, кога е топло, навечер се разбира навистина имаме многу течења. Почитувани родители, јас би сакала да ве замолам, значи да ме следите од страна и да бидеме внимателни, имаме професионални фотографии и јас сум сигурна дека ќе имате прекрасни фотографии од вашите дечиња. Другарчиња, се слушаме? Добри сте? Да, добри сте? А да не сте појадени? И не сте појадени? Појадени сте, знам, и полни сте со енергија. Драги мои, сите вие кои денес дојдовте со својот настап и знаење да го разубавите ова наше денешно дружење, ви посакувам добре дојде официјално на ова наша денешна авантура. Имаме една убава авантура денеска, се дружиме 2 часа овде, ќе се забавуваме, но и ќе учиме за важноста на активностите што придонесуваат за подигнување на свесноста за правилно отстранување на отпад. Другарчиња, вие учите за тоа како правилно да го отстранувате отпадот на училиште и во градинка? Така е, вие сте подготвени денеска за сите предизвици што ни предстојат. И ќе се надпреваруваме и ќе бидеме креативни, ајде да им кажеме и на мајките, татковците, бабите, дедовците, што се ние денеска ќе правиме овде. Почитувани, овој настан е дел од кампања за подигнување на свесноста за важноста од правилно отстранување на отпад во ВВС, а се спроведува во рамки на проектот Одржлив урбан развој на ромските заедници. Проектот го спроведува Хабитат Македонија заедно со општините Велес и Шутово Ризари, а е со финансиска поддршка на Европската Унија.
Во кампањата за правилно отстранување отпад покрај Хабитат Македонија и општина Велес активно учествуваат и јавното комунално предпријатие Дервен од Велес, фондација Фокус и членовите на локалната лидерска група од Велес, формирана за поддршка на проектот, и ќе ве замолам за еден аплауз за сите виновници за ова наше денешно дружење. Јас сум сигурна дека сите ние сакаме, но и се трудиме да го постигнеме саканото, а тоа е да живееме во здрава и чиста животна средина. Денес ќе научиме, или пак ќе се подсетиме малку, а тоа ќе го правиме на најубав можен начин, низ игра и забава се разбира, како правилно се отстранува отпадот и како се селектира отпадот, за да имаме чист град, чист дом и се разбира здраво да живееме, затоа што тоа е многу важно да го научиме уште кога сме најмали, бидејќи навиките ги стекнуваме кога сме мали и потоа така ќе се однесуваме и кога ќе бидеме возрастни. Во овие 2 часа ќе имаме многу интересни активности, јас ви уверувам дека ќе ви биде многу интересно. Најпрво, ќе играме една игра за правилно селектирање на отпад, а тоа значи дека треба да покажеме колку сме научиле и ќе се надпреваруваме во рециклирање. Значи на оваа страна ни се другарчињата што ќе се надпреваруваат денеска. Тие ќе треба да ги покажат своите знаења и вештини. Таму имаме и една табла, па таму ќе забележуваме се што сме постигнале како успех, ќе пребројуваме. И се разбира, без сомнение, ние денеска ќе имаме и еден убав забавен дел, а во забавниот дел ќе настапат нашите млади сограѓани веднаш по завршувањето на надпреварите за селектирање. Во меѓувреме, драги мои, ќе ги повториме основите за правилно отстранување на отпад и зошто е важно секој да се вклучи во тоа. Внимавајте и не заборавајте дека денес сме овде да ја научиме како правилно да постапуваме со отпадот. Навистина сте многу нетрпеливи, гледам, за да ги покажете своите уметнички вештини и тоа ќе се случи многу скоро. Секогаш, драги мои, фрлајте го отпадот единствено во означените места и канти. Паркот секогаш треба да биде чист и денеска така ќе го оставиме после нашата активност, се ќе исчистиме и ќе биде повторно се чисто и уредено. Јас мислам дека можеме да се препуштиме на забавата и да уживаме. Драги родители, вие ќе имате чест и задоволство да ги бодрите вашите дечиња, да им давате поддршка, да ги очекувате од нив најубавите уметнички дела, а родителите кои што имаат дечиња надпреварувачи да навиваат за нив. Ајде да ги поздравиме сите со еден аплауз. Сега ќе дојдам овде во делот за надпреварување. Да прашам дали ги имаме подготвено 4 екипи што ќе се надпреваруваат. Значи, едната екипа се Ана и Мими, а втората Ана и Мими, Кирјана и Илина. Може еден аплауз за Ана, Мими, Кирјана и Илина? Подготвени сте? Ќе селектираме отпад. Значи, имаме 4 екипи од дечиња што ќе се надпреваруваат. Почнуваме. Јас само ќе ви кажам дека на едната маса имаме различни видови на отпад, а на другата страна канти во различни бои, каде надпреварувачите за 1 минута треба да пренесат и да го селектираат отпадот правилно. Кој има најмногу правилно селектирани предмети за 1 минута е победник во надпреварот. Победниците се разбира ќе се добијат подароци. Надпреварот ни е во тек и на нашите девојки супер имоти. Навистина се одлични. Јас ќе подсетам, во сината се селектира отпад на хартија, во жолтата канта пет амбалажа или пластика, во зелената стакло. Тоа е поднос на денешниот надпревар, а вие во секојдневниот живот не заборавајте посебно го селектирате електронскиот отпад и се разбира посебно комуналниот отпад. Стоп, првата екипа заврши. Сега ќе пребројуваме, така?
Да, значи има стакло. 1, 2, 3, 4. Додека екипите пребројуваат, јас ќе ви кажам неколку факти во однос на селекцијата на отпад. Во сивиот контейнер за хартија ги фрламе амбалажите од хартија, тука спаѓа отпадот, чака што се амбалажите од млеко, сокови, картоните од јајца, стари весници, овде спаѓа канцелариска хартија, списанија, картонска амбалажа од колаши, картончиња од тоалет и слично, и не заборавајте, не се селектира, не се рециклира хартијата која е измастена или е премногу извалкана со лепаци. Очекуваме резултати од првата екипа. Додека се пребројуваме за да видиме што сме направиле за почеток. 15, 16, 17. Ајде да се подсетиме дека во жолтиот контейнер за пластика треба да се фрлат пластичната амбалажа и елементите. Тука спаѓаат пластичните шишиња од вода, сокови, шишињата од детергенти, омекнувачи, оцет или масло. Балончиња? Имаме резултат. Абе, вие сте на белките, бе. Прицка, не те познам. Еве да ги кажем официјално резултатите на не пушти микрофон. 4 предмети стакло, 17 предмети хартија и 20 предмети пластика точно рециклирани. Еден аплауз за 41 предмет правилно селектиран. Втора група Леона, Михаела, Анастасија и Мила. Дали се на своите места? Веќе се поставени на своите места и за кратко на наш знак ќе отпочне надпреварувањето. Ќе имаме 1 минута повторно. Дечиња, надпреварувачи, завртете се да ви кажат кога е стартот. Ајде. Ајде, почнуваме. Започна селекцијата на отпад, ова е втората група. А ние се подсетуваме во зелениот контейнер одат стаклените амбалажи од шишиња и од тегли. Такви имаме и денеска. Нашите надпреварувачи вредно и брзо успеваат да го селектираат правилно својот отпад. Имаме хартија, имаме пластика и имаме стакло. Одлично се снаоѓаат, брзи се. Пластика, кажи им за да... Така, лименките, другарчиња, одат кај пластиката. Јас се подсетувам на фактите постојано и вие треба и да ме слушате. Слушајте ме тие што сте наред, за да знаете да бидете поидри да ги победите предходните. Стоп! Заврши 1 минута, сега ќе пребројуваме што направи втората екипа. Има закачено стакло. Така што стаклото веќе не иде. Се скрши. Да, ама има 1, 2, 3, 4, 5, 6. И пребројуваме предметите кои што се ставени во контейнерите, кои што ни се разбира секој за одреден вид на отпад, а јас би сакала да ви кажам дека останатиот отпад го фрлате во затворена кеса, во контейнерите или кантите за комунален отпад. И не заборавајте никако на места кои не се наменети за тоа, како да фрламе отпад во паркот, во тревата, во реките, на улица. И кога ќе видите контейнер, тогаш отпадот оди во контейнерот, а не околу или до него. Ќе преброиме што сме направиле како втора екипа. Втората екипа ни е подобра од првата, што значи дека најверојатно ме слушате како ви кажувам. Имаме 6 парчиња амбалажа стакло, 16 хартија и 23 пластика или 45 точно селектирани предмети. Аплауз за втората екипа.
другарчиња, може да се слушаме сега на кратко на преварувачите. Другарчињата досега селектира и стакло, но секогаш може да се случи нешто неочекувано. Сакавме да бидеме многу брзи и овде ни се скрши една тегличка. За да бидеме безбедни, ова со стакло нема да биде во функција, значи не ги земајте стаклените предмети, бидејќи нема каде да ги ставите. Стаклото ќе го оставите, обрнете внимание на хартијата и на пластиката. Едниот контейнер ни е за хартија, едниот за пластика, ова за да бидеме безбедни, да не направиме некоја пења, ќе го оставиме настрана. Јас ќе кажам која е четвртата екипа. Михаил, Стела, Симона и Искра. Ајде! Михаил, Стела, Симона и Искра, дали се подготвени? Ако се подготвени, да се завртат, да ги видиме, за да им кажеме кога да почнат. Ако можеме. Стакло не, само хартија, пластика во ред. Една минута имаме, а јас ќе ви кажам дека во Велес има вкупно 32 садови за селектиран отпад, за пет амбалажа и картонска амбалажа и 50 за стакло поставени на јавни површини и уште многу низ компаниите и јавните установи. Затоа, другарчиња, селектирајте и рециклирајте. Колку сте брзи и вредни, дури едниот контейнер не може да го собере она што ни го носите. Но вие добро сте запомниле како треба да се селектира. И тоа точно како што гледам го правите. Вредна група ќе ни треба многу веројатно за да се преброиме. Многу. Една минута, но многу вредни рачиња. Стоп! Заврши третата екипа, ние ќе преброиме, а јас во меѓувреме ќе дојдам тука кај овие другарчиња кои што ни подготвуваат нешто. Добар ден! Како се викаш? Филип. Што прави Филип? Филип сече? И понатаму ќе лепиме? Понатаму ќе лепиме. Што треба да испадне ова? Тоа треба да испадне во